Здраво, ова е 146-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Welcome to Чеченија на Дейвид Френс, во кој станува збор за група на активисти кои ги ризикуваат своите животи борејќи се за правата на припадниците на ЛГБТ заедницата во Чеченија, со помош на одвратните хомофобични снап видео клипови, кај што ги забележуваме припадниците на геј заедницата како еден по еден се тепани од страна на насилните жители на Чеченија. Можеме да заклучиме дека не баш сите луѓе ги уживаат правата и слободите на Русија. За подобро да се долови политичката клима на таа држава, дознаваме дека со Чеченија владее еден преседател кој е десна рака на Путин, бодибилдер и љубител на оружје Рамзан Кадиров, кој научен е само на сила да ги наметнува неговите ставови и темпераменти врз населението, па ништо чудно што ќе биде земено неговото однесување како узрок за дозволеното нанесување на физички повреди на луѓето кои немаат исти убедувања или сексуални определби како мнозината, видно полово чистење. Никогаш не сум можел да разберам зошто некој има толка ниска самодоверба да наметнува методи за насилно однесување, за да одржува поредок во својата држава, во која никаква штета не му нанесуваат припадниците на ЛГБТ заедницата со нивниот сексуален избор, но негацијата заклучуваме дека оди во други екстреми, кај што нивниот преседател потенцира дека нема хомосексуалци во Чеченија во едно интервју, кај што го негира нивното постоење, заговарајќи чистење на крвта. Каде ли во минатото слушавме за овие укази за флоскулите на чисти народи? Може би зад игнорантските изјави се крие само зададена мисија физички да ги истреби сите од својата држава, еден по еден, со оглед на одврзаните раце на извршната власт да ги малтретира и тепа. Кога ќе се наслика оваа безнадежна слика за истополовите парови, за кои заканите по живот стануваат колоквијална реалност, се оформува една групација на активисти кои смогнуваат сила да извршат подвизи за контактирање со припадниците на оваа заедница во Чеченија, да им ја понудат нивната помош за измолкнување од државата под изговор дека патуваат да видат членови од фамилијата, а всушност ги вадат од незавидната ситуација во која се наоѓаат и се обидуваат да ги однесат во друга држава, односно што е можно подалеку од Чеченија, за да не може полицијата присилно да ги врати во домовите, како што е случајот со една девојка, на која незиниот вујко и се заканува со сексуален напад, доколку муслиманката Ања не престане да биде лесбејка. Колку малумно тоа и да звучи, па затоа сме сведоци како активистите ја протнуваат низ безбедносните протоколи на аеродромите и ја измолкнуваат од Чеченија во безбедносните куќи, стравувајќи дека ќе биде отпочната потера против неа и излегувањето на улица во големите градови умее да биде опасно за неа. Незиниот избор се состои помеѓу инцестуозно силување или екзекуција. Сличен е случајот и со 30-годишниот Гришна, кој 12 дена бил физички и психички измачуван од чеченските власти. Со помош на снимките кои се направени од скриени камери, мобилни телефони, GoPro и останати рачни диви камери на кои снимаат кинематограферите Асколд Куров и Дерек Визехан, кои тајно го снимаат механизмот на измолкнување на субјектите, односно сме сведоци за доловување на стадиумите на постапката за нивно водење надвор од Чеченија, доближувајќи ги еден чекор поблиску до слободата, сместувајќи ги во привремени домови, кај што тие им ги полнат фрижидерите со набавки, со кои би им било возможено преживувањето за време на деновите кога тие престојуваат во нив, пред да се упатат во Канада или некоја друга држава, кај што нема да бидат прогонети врз основа на нивниот сексуален избор. Режисерот Френс има направено еден значаен исчекор во документаристиката, кој може да резултира со честа намена во иднина. Имено се разбира дека е нужно да се заштитат идентитетите на жртвите на кои им се земаат интервјуата. Режисерот има потреба да стави лица на жртвите, кои ќе ги глумат потребните емоции за да се доловат траорните искази од нивните преживеани сведоштва, меѓутоа не би било доволно за него само да ги пикселизира или затемни нивните ликови, да ги видоизмени гласовите и да ги стави да говорат во темнина или па да најми актери со кои би снимил реимагинирани сцени.
Тој имал потреба да им даде човечки лик, па затоа тој ја користи технологијата за фацијална замена со помош на вештачка интелигенција, deepfake технологија и визуелни ефекти со кои поставува лица од активистите на жртвите, кои ги доловуваат емоционалните состојби на самите жртви, со кои би можел да се поистовети гледачот. Многу корисна алатка во документаристиката, која сепак го задржува идентитетот и интегритетот на жртвите. За овој потфат е заложен монтажерот на Майкл Мур, Тайлер H. Вок и супервизорот на визуелни ефекти Рајан Лејни. Тие на почетокот делуваат несвојствено, очудувачки, но ја вршат својата функција налик нивната примена во The Irishman. Доколку луѓето би си ги живееле своите животи и не би изигрувале експерти кои најдобро знаат како другите треба да си ги живеат животите, според нивениот норматив, со што насилно би ги присилувале да се откажат од тоа што се, да бидат несреќни само затоа што некој друг смета дека така треба да живеат, а при тоа да го повреди најважното правило на хуманоста, а тоа е да нанесе ментална и физичка тортура на другиот, не би требало да се самозададат задолженија активистите за да ги спасуваат припадниците од заедницата и да ги одвојуваат од родната земја само за да може да им биде спасен животот. За чудо насилниците секогаш се припадници на сомничав синкретизам, тие се дел од некоја монотеистичка религија со националистичко, односно конзервативно политичко убедување, припадници на кои воопшто нема да им се допадне тоа што постои филмот, кој сведочи дека има припадници на геј заедницата во Чеченија кои секојдневно се малтретирани без разлика дали тие сметаат дека ќе може да ја избијат болеста надвор од нивното тело со ќотек. Доколку би вложиле труд во кревање на страниците на книгите, колку што вложиле во кревање на тегови, може би ја согледале погрешноста на нивните дејанија. Само нека се замислат како би изгледало доколку тие би биле прогонети за нивната сексуална определба само затоа што мнозинството би имало поразличен поглед од нив по ова прашање. Верувам дека би посакале инстантно да се разбудат од тој кошмар. Филмот содржи индивидуални случаи во кои на дело се забележува теориската замисла на активистите и предизвиците со кои се соочуваат се детално прикажани и доловени и го задржуваат неизвестното исчекување од нивното успешно реализирање, не баре гледаме трилер филм. Непореклива е социокритичката нишка, ниту пак издржаниот новинарски пристап, иако опасно би било доколку би се сослушала и другата страна, од кај што извира омразата, па затоа се употребени готови интервјуа од телевизиски гостувања, за да се долови парадоксалноста на незавидната ситуација. Од приложените податоци можеме да забележиме дека 151 лице било спасено во првите 2 години од операцијата на активистите, а Канада обезбедила бегалски статус за 44 од нив, додека пак САД за ниту еден. Дури и чеченската поп звезда Зелим Бакаев не е поштеден од ова шиканирање. Филмот детално доловува зошто и како се станува бегалец од родното место, за да се остане жив, затоа што и фамилиите добиваат закани по живот, доколку ја споделат нивната животна сага во медиумите. Припадниците на геј заедницата одлучуваат да го избегнат преодреденото страдање во Чеченија и да започнат живот на друго место, кај што нема да мора секојдневно да се грижат дали некој малоумен насилник ќе одлучи да им го извади животот надвор од нивното тело. Режисерот Девид Франс целиот негов живот го посвети на снимање на политички документарни филмови со горлива тематика за активистите за геј правата, привлекувајќи го вниманието на светската јавност со деби остварувањето How to Survive a Plague од 2012 година, кај што ја работеше проблематиката околу епидемијата на СИДА и неразбирањето на власта во поглед на справувањето со оваа проблематика во САД, што има доста слични начала со неговиот нов филм во поглед на судирот помеѓу властите и обесправените, а потоа го сними The Death and Life of Marsha P. Johnson во 2017 година, кај што беше извршена истражувачка актуализација на случајот на смртта на геј активистката од Стоунвол, која е пронајдена мртва во река. Овие филмови многу брзо станаа миленици на публиката на Санденс и Требека, доби номинации за Оскар и го привлече вниманието на светската јавност за постоечките проблеми кои ги надвиснуваат припадниците на ЛГБТ заедницата. Таков е случајот и со неговиот најнов филм, кој ја прикажува борбата на интимно рамниште, но во сосема поразлична држава, кај што изгледите на жртвите не се сјајни. Филмот ја имаше својата премиера на овогодинашното издание на Sundance, кај што се закити со наградата
од специјалното жири за монтажа, кај што HBO ги откупија правата за неговото емитување, а потоа играше на Берлинале, кај што се закети со активистичката награда Теди и награда од публиката за најдобар документарен филм во селекцијата Панорама. Потоа играше во Солун, Мајами, Кливленд, Hot Dogs во Канада, Dogs Against Gravity во Полска, потоа во Рејкјавик, доаѓајќи дури и до Одеса, и се сомневам дека ќе игра во Русија освен кај претплатниците на HBO. Овој филм не само што го обелоденува процесот на спасување на припадниците на ЛГБТ заедницата од тортурата, но и дава приказ на општеството кое не се грижи за нивната безбедност, наоѓајќи го излезот во бегството со помош на активистите предводени од Давид Истеев и Олга Баранова. Во спротивно, нивниот живот ќе биде само уште една десимала во бројката на жртви кои Чеченија нема да ги објави, затоа што не признава дека има хомосексуалци во државата. Значаен исчекор во монтажната техника за зачувување на идентитетот на жртвите, кој за жал ќе биде корисен во иднина за криење на лицата на идните жртви на насилството. Ако морам да го евалуирам, тогаш Welcome to Чеченија од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 146-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!